По повеќе од една деценија од почетокот на изградбата, телекомуникацијската кула на Водно влегува во завршна фаза. Објектот, чија изградба ја започна Агенцијата за електронски комуникации во 2013 година е завршена, а во наредниот период останува да се реализираат приклучоците за електрична енергија и да се добијат потребните дозволи за технички пријам, пошто кулата ќе биде пуштена во употреба. Темелот беше ставен на 1 ноември 2013 година и во изминатите 12, речиси 13 години се работи на завршување на овој монументален капитален објект на врвот на Водно. Ние направивме доста напори изминатиот временски период да се разрешат сите за останати проблеми, така што во моментот ни е останато за довршување уште приклучокот на мрежата на Евана и потоа ќе се пристапи кон добивање на употребна дозвола и објектот ќе може да биде ставен во функција. Главна компонента на кулата е централно армиран бетонски столб со 4 конзолни платформи и челичен решетка столб, а на самиот врв е поставена антена. Во рамките на платформите ќе има канцелариски простор и ќе биде сместена целокупната телекомуникацијска опрема. Главниот елемент на телекомуникацијската кула е овој бетонски столб или бетонско стебло на кое што се држат и се поставени сите останати елементи. Од страна, како што можевме да видиме, има закривени елементи со неправилна геометриска форма која што даваат убав естетски изглед на целиот објект. Ние тие ги викаме рогови, тие се направени од челичен материјал и обложени со полиуреа. Меѓутоа, сите функционални елементи и се е поставено околу овој централен бетонски столб. Тој е висок 115 метри, направен е од самоливен бетон, во него се е поставена арматура, кое што е со фи 40 мм, тие арматурни делови се поставени на блиско растојание на 5 мм едни од други, за да може бетонот да навлезе помеѓу нив, за да не се создадат празнини и структурни непополнети волумени во самиот простор, со што ќе се намали цврстината на самиот објект, е користен самоливен течен бетон кој што има навлезено во целиот простор, го има исполнето целиот простор и со тоа се добива многу голема цврстина на тој бетонски столб. Бетонскиот столб е испитуван на земјотрес од 10 степени по Рихтеровата скала и не покажа никакви нарушувања, ниту структурни промени. Беше направена макета 1:15, во размер 1:15, која беше висока 7 метри, таа беше испитувана во лабораторијата во Изис, која што е една од најдобрите во светот. Беше симулиран земјотрес од 10 степени по Рихтеровата скала и, како што спомнав, не се забележаа никакви структурни промени во самиот објект, односно тој го издржа тој голем земјотрес кој што е на вистина редок случај да се појави таков земјотрес. Но освен својата техничка функција, кулата ќе има и туристичка содржина. На самиот врв е предвиден панорамски ресторан со поглед кон Скопје и поширокиот регион. Ние во моментот се наоѓаме на 4-та платформа, која што, како што спомнавте, ќе се користи за угостителски услуги. На него се наоѓа овој дел што има форма на прстен, кој што може да ротира и неговата просечна брзина на движење која ќе се употребува ќе биде 1 круг за 1 час. Планирано е на неа да бидат поставени 14 маси, на секоја маса да има по 4 стола, така да вкупниот капацитет на гости ќе биде 56, а во овој дел кај што ние стоиме во моментот ќе биде поставен шанк и ќе бидат послужувани одредени пијалоци, кафе, сокови, евентуално некои ладни сендвичи, бидејќи во овој дел нема да има готвење. При изградбата на бетонското стебло на кулата вградени се околу 6500 кубни метри самоливен бетон, зајакнат со густа арматура, што обезбедува високо ниво на стабилност на објектот. Кулата започнува да се гради на надморска висина 1034 метри, надоле се поставени темели длабоки 8 метри, понатаму е изградено тоа бетонско стебло или бетонски столб што има висина 115 метри, на него е поставена челична решетка што има висина 27 метри и на неа се планира да се постави антенски систем на кој што ќе бидат монтирани антени за
потребни за македонска радиодифузија во висина од околу 15 метри, одредени елементи навлегуваат едни во други, така што вкупната висина со се тој антенски систем што ќе биде монтиран на челичната решетка ќе биде околу 155 метри и со тоа овој инфраструктурен телекомуникацијски објект има вкупна висина од околу 155 метри и ќе биде со тоа највисок во моментот објект во Македонија. За безбедноста на платформите од атмосферските ветрови, Симов вели дека биле направени тестирања во лабораторија во Фиренца од страна на Универзитетот од Бохум во Германија. Макета на кулата е поставена во тунел во кој што е симулиран ветер со брзина од дури 240 км на час и исто така не се покажани никакви слабости, ниту структурни промени на самиот објект, што значи дека тој може да одолее, односно да издржи брзина на ветриште од 240 км на час, што не би требало да се појават во нашите краеви. Инвестицијата во изградбата на кулата изнесува околу 20 милиони евра. Освен што ќе ја зајакне телекомуникацијската инфраструктура, кулата станува и нов визуелен белег што го заокружува современиот изглед на Водно и главниот град.